Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Завршува 3-дневната агонија од горењето на депонијата Алинци. Градските власти велат човечкиот фактор го предизвикал пожарот. Во посета на Прилепската болница, амбасадорката на Кина во промоција на древната кинеска техника тај чи, комбинација од медитација и лесни вежби. Овој пат во школата за мајчинство. По повод денот на пролета, 21 март, општината организира акција за пошумување на марковите кули. Мермерот, тутунот и туризмот ќе ја збогатуваат трговската размена со Кина, најави амбасадорката на Кина при денешната посета на Прилеп. Оралното здравје е клучен фактор за здрави заби. Денеска на едукативна средба младите од општина Прилеп. Возач на електричен тротинет се здоби со тешки телесни повреди во тешка сообраќајна незгода. Утре е Рамазан Бајрам, најсветлиот празник во исламот, неработен ден за сите граѓани. Времето денеска студено со температура до 6 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. За престојните празници ние сме тука. Живинарска фарма Долни Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај плоштадот Итар-Пео. Повелете и купете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави и свежи со различна големина. Цените се прилагодени за сите кои сакаат вкусна семејна трпеза. За вашиот омилен специјалитет потребни се вкусни и квалитетни јајца, а тоа го имате кај нас, Живинарска фарма Долни Прилеп. Дојдете, купете и имајте вкусни семејни спомени. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долни Прилеп. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп, подготвени за заедно да ги прославите великденските и првомајските празници. Прославете и наздравете со вашите деловни партнери и колеги, со вашите семејни пријатели и семејства, во прекрасниот амбиент со највкусна храна во Прилеп и месни специјалитети. Посномени, тавче, гравче, салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширтени и тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Трио 95, 30 години традиција, 30 години квалитет. Мора да се вкуси и проба се што е од Трио 95. Пици, моите кифли, лиснати погачици, пирошки, лиснато тесто, тесто за пици. Треба само да го посакате вашиот вкус и со нашите производи имате вкусна празнична семејна трпеза. Различни вкусови, а врвен квалитет. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување.
Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Градската депонија Алинци по 3-дневно горење и ширење на непријатна миризба е ставена под контрола. Градоначалникот на Прилеп се сомнева дека човечкиот фактор е причина за пожарот на депонијата. Се сомневаме на човечки фактор, пријавено до Министерството за внатрешни работи, до Одделението за внатрешни работи во Прилеп. Овие веќе трет ден се работи паралелно на полевање со вода, на намалување на огнените јазици и засипување со земја, затоа што единствениот начин за да се угасни пожар на депонија е тој. Ова се случува веќе четврт пат во 2 години и е навистина сериозен проблем. Треба да се решава. Долгорочното решение е регионалната депонија во Новаци, која што треба да почне да функционира. Паралелно треба да се работи на рекултивација нова депонија. Вклучени се сите општествено одговорни компании од околинава на Прилеп, од Прилеп, кои што се во можност со техничка поддршка да ни да. Вклучена е компанијата Бехтел Јенка, која што работи на изградба на автопато Прилеп-Битола. И сметам дека денеска би се завршило, односно би се угаснал конечно. Најголем дел е веќе угаснато, ама денес замолувам во иднина повеќе внимание, апелиравме до вработените јавното комунално предпријатие, иако просторот е огромен, да внимаваат повеќе на безбедноста. Постојано има таму граѓани кои што несовесно се на депонијата функционираат, се сомневаме, како што ви кажав, во човечки фактори, се надевам дека ова состојба нема да оди и понатаму. Предпоставувам дека ќе ги направиме сите можни чекори да зголемиме безбедноста, зборувам во име на јавното комунално предпријатие Комуналец, да се зголеми безбедноста таму, да колку што е можно повеќе и побрзо да се рекултивира согласно правилниците со организирана депонија и конечно работиме се поинтензивно и веќе се гледа некој крај на фабриката за секундарна селекција на отпад. Упатувам апел до сите граѓани да го почитува комуналниот ред, не знам по кој пат, навистина амбалажниот отпад кој што го има, посебно трговците да го подобар ред да се воспоставува, затоа што колку и да имаме возила, а ги немаме во моментов, едно пристигна, треба да уште 8 дани пристигна комунални возила од овој проект. Значи, еден по еден чекор да ги презава, но пак апелирам до сите граѓани да го почитува комуналниот ред, односно навистина да се грижиме за нашата животна средина. Во посета на Прилепската болница беше амбасадорката на Кина во промоција на древната кинеска техника Тај Чи, комбинација од медитација и лесни физички вежби. Таа ја посети школата за мајчинство, која речиси 1 година функционира во општата болница на гинеколошкото одделение. Би кажала дека Тај Чи Чуан не само како бojno искуство, туку и вежбање внатре во делото за хармонија на менталитетот со делото човекот со природата. И денеска специјално поганив мајстори македонци да доаѓаат тука на лице место да вежбат, да презентираат Тај Чи Чуан. И очекувам и пофалам на македонските пријатели што може повеќе да вежбат Тај Чи Чуан. Тај Чи Чуан навистина е полесно за здравието, особено примерно за висок крвна притисок и така нататум.
овој пат не само зборувам за Таџичен, туку и за прекрасниот град Прилеп, затоа што Прилеп е забратимен град на мој роден град Дејан. И очекувам во иднината меѓу двата града да има все повеќе реални проекти за соработка и повеќе комуникација, размени меѓу луѓето и за културата и така нататок. По повод денот на пролета, 21 март, општината организира акција за пошумување на маркови кули. Навистина да се грижиме за нашата животна средина, ја наближува денот на пролета, искористам приликата да најавам во сабота акција за пошумување на подножието на маркови кули, договорено со Институтот за старославенска култура. Средствата се за садниците се од проектот програмот Бирото за регионален развој, значи ги поканувам сите граѓани во сабота да дојдат во подножието на маркукуле за да ги засадиме овие 6000 садници тука, да ја раззелениме таа околина. Традиционално училиштето ќе си организира акции за чистење на дворовите, на просториите на училиштето и така во име на екологијата да прославиме денот на планетата Земја или денот на пролета 21 март и се тоа да го заокружиме и без, односно да исклучиме проблемов кој што го имаме со горењето на депонијата и во иднина Прилеп како што заслужува и како што ги има епитетите да биде најзелениот град во Македонија. Мермерот, тутунот и туризмот ќе ја збогатуваат трговската размена со Кина. Ова го најави амбасадорката на Кина при денешната посета на Прилеп. Не би казала дека това е првиот проект или првата комуникација проект за соработка. Всушност, уште през февруар месец дојдоа кинески бизнисмени на лице место во Прилеп да истражуваат можностите за соработка, особено во областа на трговијата со мермери, со местните бизнисмени. Како секогаш амбасадата активно импулсира соработката меѓу Кина и Македонија, вклучително и со Прилеп во различни области. Меѓутоа, секоја година кинеската страна обезбеди многу прилики за семинари, за конференции, така што ние сакаме да покануваме што може повеќе македонски пријатели да учествуваат во разните семинари организирани во Кина. Меѓутоа, во јуни месец во Дејан ќе се одржи конференцијата за Дудун. Така што ние со задоволство би сакале да поканиме и градоначалникот на Прилеп, се разбира според неговиот агенда, ако може. Исто така, ние навистина сакаме што може повеќе вакви реални проекти, резултати за соработка меѓу нас. Оралното здравје е клучен фактор за здрави зъби. Ова го научија децата на денешната едукативна средба со стоматолозите од Прилеп во Центарот за култура Марко Цепенков. Овој хепенинг е со цел за да го промовираме оралното здравје, за да кажеме важноста на истото, посебно за дечињата, за најмладите, да почнувајќи од најмала возраст па се до оние кои што се поголеми, за да се докаже дека всушност голем број на фактори влијаат во одржувањето на истото. Здравата избалансирана исхрана, редовната хигиена, редовната посета на стоматолог се оние клучни фактори кои што придонесуваат да имаме нормално орално здравје, односно да имаме здрава насмевка и да дечињата всушност да бидат задоволни со таа своја здрава насмевка. Токму заради овој ден сме собрани тука со низа на активности кои што ги организираме по повод истиот. Возач на електричен тротинет се здоби со тешки телесни повреди во сообраќајна несреќа во Прилеп.
Вчера во 7 часот во полициската станица во Прилеп било пријавено дека на раскрсницата од улица Пере Тошевски и улица Димче Антулевски во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Мерцедес со прилепски регистарски ознаки управувано од лицето СК 22 години и електричен тротинет управуван од лицето МД 41 година, двајцата од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобило лицето МД, констатирале од Општата болница Борка Талевски Прилеп. Извршен е увид од екипа од полициската станица Прилеп. Утре е Рамазан Бајрам, неработен ден за сите граѓани. Верниците од муслиманската вероисповед во земјава утре го слават Рамазан Бајрам. Хуманоста е една од главните димензии што го осликува празникот. Обичајот е празникот прво да им го честитаат на најстарите, а потоа на другите. Бајрамот е исто така време на помирување на скараните. Временска прогноза. Времето денеска студено со температура до 6 степени Целзиусови. За време на продолжениот викенд метеоролозите најавуваат дека ќе имаме промена на временските прилики со мало покачување на дневните температури. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.